на 100 луѓе еден На 100 луѓе ќе ужива у колење. Да. Оти тој еден сега ќе влијае на 10-те. На сите 100 бе. На тие Ќе се таквите плашат од него. малце недоумица што се, тој едниот ќе влијае бе човече. И тоа се случува. Па тој едниот е оноа квотот, само за старо време многу појак. На 100 луѓе, не знам колку се мета, толку не треба се тамо. Да, 9 ја психопатите, вршат целата работа, еден е воинот. Тоа е психопатот. Тој е вориор. Па тој е Да, психопатот тој е у Втора светска војна. Тој е психопатот, да. Ете го тој едниот од 100. Јасно. И пази, психопат тогаш бил а воин. опцијата да си одат секогаш важи. Таа стои. Стои, и сега идат они. Прв ден, на сите искуства, да, by the way, овој чита искуства, извештаи од германците, дневници, све. Сведоштва, тралала, тоа у некој си Хамбург трибунал некој има, by the way, денес, некаде у Германија има Си стоја, да. библиотеки со милиони пишани материјали, кај што се тоа си стои. Кој сака да Може да имаш да си правиш ресерч. Така што, Не фала. и вика, и окей, прв ден. Почнуваат, гледаат што се соочуваат со нечовечноста, со Прв ден на убивање на Да. овие. Сега овој го зима како пример тој еден батальон од 500 луѓе Така. идат у тоа едно село и настаните како одат, копањето, луѓето, тропањето, деца, мали, бебиња, жени, стари, ги оделуваат, способни, неспособни. Овие такви невини не са, и они знаат, ама не знаат што се случува. Голи, кој не голи, кој боси, кој покалишта. Дури примери кога се познаваат, фамилија со фамилија, знаеш, са Источна Германија, граничи со Западна Полска, да. Стрелачот со овие што треба ги стрела. Знае некој што знае некој, ти си, абе ти не знаеш бе какви сценарија, бе И са ти нивните, и са овој пак, ама што по инерција го води се, таа морална неодлучност, таа морална Тој му плача бе се знае, борба, тоа е страдање на духот, и сега ти на убицата му го читаш страдањето негово во негово душата што му се случува, како он сега мора да ја влече жена со бебе по кал. Може би и ги таков познава. е како изгубен, ама што да правам сега? А сега можам ли да си одам, ама стварно ли ќе ги убиваме? Не ми се верува дека ќе ги убиваме. И ги влечеме, тој страда, човече, страда. И ги носи, и ги влече, и сега треба почнат да пукаат. И тоа уште му трае на него страдањето. Како? Да. И тука овие еден на... А пази, тие болните зли умови, тоа демонот на злото постои во тие неколкуте индивидуи кои што тоа систематски се им било јасно како да се спроведе. Добро утро. Тој проект менеджмент на некој многу му бил јасен. Тоа не било случајно 1 на 500, па на 100, па на 10, и тие психопатите, тие биле тим лид. Тие се тој едно на 10. Да бе. Ама тоа не е, тоа е ѓаволот, тоа е демонот. Колку неприметно може да те изманипулира. Значи тоа ние го кажавме како случајно да е, секретаркава не знае, ама тоа некој така случајно систематски тоа ѓаволот и злото го има издизајнирано, за да може тоа така лесно да си се спроведе, лесно у наводници. И сега дојдени се они веќе во 4 од по 10 со митралезите и бекап ножеви и сабји. Оти ти која треба толку систематски да пукаш, се дешаваат технички малфанкшн. Му заглавува куршум, не му работи пушката. Шо иди го коле? И оттаму и сега треба да извади ножот и да го коле, или утиња, почињаат да пукаат на сите страни. Да, не е тоа све така како на игрица. Човече, хаос. Пази какви детали размислуваат.
од ден за ден како они поефикасни да стануваат. Денес ги Помалце пукавме, муниција да се денес ги пукавме од преблиску. Кога им се распрснуваше мозокот, на почна да ни униформата. пречи на нас, ни прскаше магла, не можеме да гледаме, почнуваме да се тресеме. Сега, се поголем процент на луѓе кои што се едноставно неможни физички да го извадат, доживуваат блокада. Значи духот веќе не знае што да прави Толку стрес. и ги блокира. И сега во тоа душевно страдање, они понесени од неодлучност, по инерција, и психопат ти се дере, Леле. пука, свој бой, пукаме, летаат глави, раце, бебиња, тоа е Леле, тако хорор. хорор. И они вака се тресат, нешто прават, овој ти се не може да се замисли таа ситуација. Пука, па крв лета. И сега искача на површина одреден процент на луѓе кои што се блокираат. Буквално тотално замрзнување им се случувало. Вака биле. Frozen. Тоа А тоа они се нова ситуација имаме у целава заебанција. да, у менеджмент, Да, у менеджмент, сега ние имаме луѓе што се мрзнуваат пред да луѓе пукат. што правиме? Психопатов иде нешто, го шамара, Не проаѓа. му дава друго, му ги фаќа рацете, Со не да си мисли дека треба да го скрши мразот, овој да убие 5-6 души и ќе му тргне као така, Ќе знаеш. се навикне. Му ги фаќа рацете, му ја држи раката Абе, со јасно, ножот, он му ја држи раката, колеме колја со тука него. нешто правиме као. И сега они решаваат, и сега имаш група на луѓе што се замрзнуваат. Имаш група на луѓе што поминуваат низ дејството, убиваат, утре дента се кататоници. Не функционираат. Кататоник е кога си растение. Да бе, јасно. Утре Или дента буѓи се една точка и да, кјути. и после имаш одреден процент на луѓе што се нефункционални. И сега project management, а овие психопативе и менаџериве на лидерот на 100, лидерот на 10, лидерот, секој ден извештај. Значи, толку и толку утепавме, од баталионот од 500, уште 10 души одма кога дојдоа, кренаа раце, фрлија шмајзерите си отидоа. Сваќаш, са наредниот бран, толку и толку си отидоа. Толку и толку се зазнали и они почнуваат да прават обрт. Назад од централа, слушај, оваа акција ние од 500 изгубивме 72. Што значи вие на неделна база идете, регрутирајте ме уште толку и толку и ние отприлика сега ќе оптимизираме, сваќаш? Како бизнис бе? Без обрт, ние толку обртот го правиме. Да, па они уствари статистика водат, имаат податоци. Се до бројка. Казни имало ако утнеш. Назад сега во ланецот имаш факт чекери. Тие секретарките назад ги проверувале извештај. Абе, ние имаме завод за статистика у тоа село 4500 жители имало. Вие тука сте утепале 4450. Кај се пее? Кај се пеесте? Иди да ги бараш. Са нема да ги бараш, ама дај маце. Не ги барале на Inglourious Basterds ој. Ама сам да кажам, поправајте грешкиве, не може вака, книгите не ни се... се кријат. Сега мисли сега ти назад, сега имаш секретарки што прават извештај годишен. Ама сега евреиве дознаваат што им спремаат германците, више не е така наивно. Се све џабе, па само по-брутално станувало. Не, станувало по-брутално, ама сега па и овие почнуваат па да бегаат. Да. Се кријат. Да. Германци што се комши морално Да. ги пика под ова. Да, и сега има. Па пак project manager, окей, губиме 50 души наши. Од секое село почнаа да има партизани, да. Ај праќајте ни 100 онакви како special unit да идат да бараат по шуми. Овие не есесовци, овие главни. Овие резервистиве не ни се обучени, они се дај само пушките да стрелат, дај такви специјални чети special forces да идат да. И нема везе, значи Уствари, затоа они ги дрогирале после. Со кристал мес и со оваква со кокаин. Да не спијат. Да не спие, да не размислуваш. Да бидат ефикасен војник, убица, да. Буквално ефикасно. Што не ги да. Тоа све е project management, тоа све е злото. Да. Злото со течност, ги контролира конците. И така и Хитлер забегал после. Ама да не забораиме дека
Злото и конците на крајот на конецот се поединечни луѓе со духовни страдања, но и, да се вратиме на Франкл, но и слободата на изборот и значението на страдањето. Значи, тоа духовност, значи, сепак имало добар процент на луѓе кои што во тоа духовно страдање сепак смогнале да кажат не, ја нема да учествувам на ова, макар и по мојот живот. Затоа што они во тој момент стварно не знаеле, некои буквално и у истиот момент фрлале и почнувале да бегаат у шумата од германциве. Да не го убијат. И он не знае сега да не психопатов се сврти него да го убие. Тоа е beside the point. Назад на психата, он одбрал, макар и да ме убијат, ја не учествувам во ова. Затоа што мојот дух знае која е моралната правилна одлука. Што значи, има и процент на такви луѓе. Психопати, средина, збунета, незбунета, пропаганди, Абе 1% е психопат, 1% овие што си одат. И средината е тоа масата, што викаат, гротото.